Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, за 200 години од сега, што мислите луѓето кога ќе паметат? Оние кои го предале делото или оние кои се бореле за него? Ова е мисла на Бенџамин Франклин, еден од татковците на Соединетите Американски држави и човекот кој ја донел демократијата и го укинал робството. Денес во Република Македонија се случи тажен ден. Црн петок. Најцрниот петок во демократијата на современа независна Република Македонија. Имаше луѓе кои се бореа за делото сочувано во идејата за Македонија и оние кои се бореа против. Но останува историски трак на кој мора да се биде горд, а тоа е дека народот не ја изневери државата, туку Зоран Заев и неколкумина до него кои ја спроведуваат неговата идеја. Волјата на мнозинството граѓани, потврдена на референдум, дека се против договорот со Грција, беше погазена од 2/3 од пратениците во собранието, но и од 8 пратеници од опозицијата, кои тргна против волјата на граѓаните. Но ова претходеа информации и сведоштва, кои ми беа пренесувани за силни притисоци и закани. Се говори дека било ветувано ослободување од обвиненијата, за кои денес е повеќе од јасно дека се дел од прогон кој има политичка намена да ги уцени пратениците за да гласаат за овој договор. Вела дека биле и понудени пари и дека наместо собранието да биде храм на демократијата, имавме киднапирана институција од ордите на Зоран Заев и неговите луѓе. Сакам да изразам благодарност и огромна почит за пратениците кои одолеа на заканите и уцените. Вие сте пример како се брани својата земја и својот народ. Но не сите издржаа на таквите притисоци. И денот кога требаше да се гласа за овој договор, се претвори во лов на пратеници. За овој нивен чекор, но оние 8 пратеници од опозицијата, без оглед на фактот што и добар дел од нив се офатени од случаевите на политички прогони. Тука мислам пред се на специјалното јавно обвинителство и на 27 април. И што над глава им висат сериозни обвиненија, кои можеби ќе ги чинат слобода, можеби некој ќе изрази разбирање, но јас, како човек, не можам да ги оправдам. Ниту пак можам да ја разберам нивната постапка. Ние не одбираме кога и каде ќе живееме. Тоа е Божја работа. Но самите одбираме како ќе живееме. Со каков углед и каква чест. А верувајте, врската спрема граѓаните е поголема и поважна од било каков притисок или закана. Најпосле треба да се биде свесен дека има и пратеници кои исто како и тие што гласаа за уставните измени беа опфатени со политичкиот прогон, но се одважија и гласа согласно партискиот став и согласно волјата на граѓаните на Република Македонија. Оние 7 пратеници од ВМРО ДПМН, кои постапија спротивно на партискиот став и волјата на граѓаните на Република Македонија, кој беше пак партиски став едногласно донесен и на извршниот комитет, и на Централниот комитет, и во координација со пратеничката група, ме разочараа мене, но тоа и не е толку важно. Затоа што пред се ја разочараа партијата и татковината. И ќе треба со тоа да живеат. Токму затоа, вечерот, извршниот комитет на ВМРО ДПМН одржа военна седница и на мој предлог
едногласно се усвои веднаш исклучување на овие 7 пратеници од партијата. А тоа се, и ги повторам уште еднаш, Елизабета Канчевска-Милевска, Емилија Александрова, Нола Исмаиловска-Старова, Сашо Василевски, Љубен Арнаудов, Крсто Муковски и Зекир Рамчилович. Ова денес е акт на насилство на државата. Ова не е одлука на народот, туку на корумпираното водство на државата кое се бори за својата фотелја, поддржана од структури кои решија да работат во нивна полза. Почитувани граѓани, денес Зоран Заев на сила пристапи кон преименување на државата и реализација на договор со кој се губи името Македонија, се губи идентитетот. Ке се преименува историјата, археологијата, образованието и културата. Договор со кој се менуваат личните документи. Лицето на Македонија, онаква каква што ја знаеме и онаква каква што ја наследивме од нашите дедовци. Заев нема мандат од народот ова да го прави. Ова е силување на процедурите, насилство врз државата, срамно дело кое ќе се памети. Заев нанесе срам кон Македонија. Македонија е во тешка ситуација. Токму поради оваа гарнитура на власт. Имавме референдум, каде имаше фалсификати, притисоци. Имаме гласање за договор, кое е постигнато со истите принципи. И ова е се друго, само не европски вредности. Затоа што Европа е пред се принципи и вредности. ВМРО ДПМН нема да се откаже од европските вредности, од членството во НАТО. Тоа е нашата иднина и тоа е патеката по која се движиме. Но во исто време се покажува дека најголемиот непријател на овие вредности е токму првиот човек на владата Зоран Заев. Затоа што договорот е само параванот, а во позадина се бизнисите и криминалот кој не престанува. И многумина ќе си речат ова е крајот. Ова е поразот за Македонија. Нема иднина веќе овде. Не. Не. Јас ќе речам, ова е почетокот за Македонија. Ова е почетокот за нас, македонци. Ова е почетокот на крајот на Зоран Заев и неговата срамна улога во нашата историја. Кој друг ако не ние? Не очајувајте. Мораме да се спротивставиме на ова заедничко зло кое ја гуши нашата земја. Но оваа криминална насилничка власт не чека напорна работа. И кој друг ако не ние? Имаме обврска да се спротивставиме. Македонецот се борел не затоа што секогаш победувал, туку затоа што никогаш не се откажувал. А ние заедно ќе победиме и тоа ви го ветувам. Затоа почитувани избега од избори. Фактот што наместо на избори одлучија со сила и притисоци да ја кршат демократијата и државата, говори дека се слаби и очени. Слаби се и очени и свесни се за тоа. Заев сега избега од избори. Ама ќе дојдеш еден ден. Ќе те победам. Без разлика дали сега или на предвремени парламентарни избори заедно со претседателските. Или кога и да е. Ќе добиеш жестока казна од народот. Било да се изборите сега, или да бидат тие предвремени кога и да се. И верувај ми дека треба да бидеш свесен за тоа. Најтемно е пред зората.
А Гоце Делчев рекол дека ќе дојде светлото и зората за нас да не огрее. Затоа што нашата љубов за Македонија е најголема. Ви благодарам на сите. Господин Мисовски, вечерва се докажа дека немате доволна контрола кон пратениците на вашата партија. Дали размислувате за оставка? Вечерва се докажа дека имаме една швейцарска власт која што не бираше средства да се закани, да ги оценува. Самиот начин како беа носени тие луѓе во парламентот, самиот начин како беа изнесувани, целокупното она сценарио на подготовка, мобилизација на специјалните полициски сили, дава соодветен одговор на вашето прашање. Ве молам, немојте да го подценувате нити ВМРО-ДПМН, нити пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Имаме работа со луѓе кои што не бираат средства да ја понижат сопствената нација, но и сопствената држава. Тоа е вистинскиот одговор. Повелете. Уште едно прашање ќе може вашиот предлог за да дават или да ги избркате пратениците кои гласаат за вечерва. Дали тоа значи дали е уставно или дали е уставно да се прави пресинг кон пратениците кои имаат слободна волја да гласат? Согласно деловникот за работа на ВМРО-ДПМН и согласно статутот, извршниот комитет денеска донесе одлука веднаш да им препорача на општинските комитети и едногласно донесе таа одлука да ги исклучат овие 7 пратеника од понатамошно членување во ВМРО-ДПМН. Господинот Заев се закани дека тој лично ќе се заложил, го цитирам, и ќе судел и ќе бркал кривични пријави против господинот Јанушев и против сите оние кои што наводно инсинуирале дека власта подкупувала пратеници. Воедно, грчкиот министер за одбрана Панос Каменос потврди информацијата на господинот Јанушев дека имало подкупи, се огради од таква Европа. Кои се вашите чекори? Мислам, која е вашата реакција на ваквата изјава на Зоран Заев и кои се следните чекори на ВМРО-ДПМН? Дали ќе има можеби протести или нешто слично? Човекот кој што го нанесе најтешкиот пораз во поновата историја на Република Македонија, човекот кој што го гледавме во минатото како се колне во сопствените деца, денеска уште еднаш имавме можност да видиме уште една тажна епизода од неговото однесување во времената функција претседател на владата на Република Македонија. Ке дојде времето кога за се ова што го направи на Република Македонија, но и за сите оние криминали кои што се случуваат позади завесата, бидејќи додека ја продаваат, омалуважуваат и понижуваат татковината, не престануваат да крадат, а сведоци сме денеска што се случува, на дневна основа имаме скандали, ќе дојде многу брзо денот кога за сето ова ќе одговара. И нема да му суди Кацарска. Нема да биде таа Кацарска која што ќе помилува по ургенција на Зоран Заев. Ќе добие заслужената казна. Како ќе ги прокоментирате шпекулациите дека луѓе на високи позиции во ВМРО-ДПМН му асистирале на Заев при притисокот кон овие пратеници? И дали можеби има и други функционери, поранешни и сегашни од ВМРО-ДПМН кои учествувале во овој процес? Ако го следевте пресот, ќе забележевте дека стои една реченица во која што посочивме токму на тие структури, периодов кој што доаѓа ќе ги идентификуваме и појасно ќе ги прикажеме во јавноста на Република. Господин Мисковски, дали ВМРО-ДПМН ќе учествува во тие работни групи и кои што ќе бидат и за национално, тоа за помирување, што ги најави премиерот Заев? Јас навистина не би сакал да коментирам човек кој што денеска и го нанесе најтешкиот пораз во поновата историја на сопствената татковина. Не знам за какви работни групи станува збор, не знам воопшто што сакаше со тоа да каже, но едно знам, дека денеска тој донесе луѓе кои што се уценети,
ги донесе од влез, од каде што не влегувале пред да бидат оценети, ги донесе и ги изнесе од влез во кој што не влегуваат пратениците во собранието, самото тоа говори за неговите намери и самото тоа говори колку тој човек е чесен во неговите намери. Видете тие луѓе кои се, зошто беа избрани токму тие луѓе и зошто токму тие луѓе гласа. Имаме пратеничка која што допред 3 дена, допред 4 дена дискутираше против овие измени амандмански или веќе не знам како да ги наречам, за да веднаш после 3-4 дена за 180 степени се промени незиното мислење. Зарем вие мислите дека во овие 3 дена се просветли таа пратеничка? Најнаш разбра дека ова дело е добро и дека ова дело е на вистина, вистинското и она правото за иднината на Македонија? Зарем верувате вие во тоа? Како, впрочем, ние можеме да веруваме во тоа што го говори овој човек? Ви благодарам на сите.